Спомнавме пред 2 саботи дека Ное, за кој што веројатно следната сабота ќе стане збор, имаше предизвик да му пренесе на светот една нелогична порака, и тоа цели 120 години додека го градеше бродот на суво, пред жителите кои што не познаваа дожд, не познаваа големи води, ништо од тоа. Предизвикот на Даниел, видовме денес, секојаш беше во ризик да го изгуби својот живот, но секојаш цврст, секојаш постојан, без оглед на тоа дали стануваше збор за Вавилон, дали за Медоперсија, чесен пред се, со чисто срце, како што видовме денес. А Јов имаше пак предизвик, како што спомнавме и тогаш, доживеа еден силен емоционален удар, губејќи буквално се, така да вечера малку ќе се задржиме пак на Јов познати работи, но верувам дека ќе ја фатиме малку од поинаков агол, да видиме што можеме да научиме од Јов. Значи сите овие Ное, Даниел и Јов, реков и Сабајлето, 14 глава Езекијел ги спомнува како модели на луѓе, значи на категории на луѓе од остатокот. А верувам дека сите ние имаме желба, се нарекуваме остаток, всушност не е целата црква остаток, туку само оние избраните. Сакаме да бидеме во тој остаток и тие 144.000, така да можеме многу да научиме од овие карактери. Па да се подсетиме на Јов, значи од првиот стих, од првата глава вели, беше некојаш во земјата уст човек по име Јов, тој беше непорочен и праведен човек, се боеше од Бога и се отстрануваше од злото. И му се родија 7 синови и 3 керки, имаше 7.000 овци, видите колку богат бил. Значи за тоа време ова е огромно богатство. Јас се сеќавам на еден брат во Велес, Стојан, тој на времето имаше 2000 овци, значи. И луѓе кои што му работеа овчари, не знам, неколку од нив. Потоа не знам, ги продаваше нешто друго, купуваше крави, како беше. Како и да има 2000 овци, тоа е голема бројка, значи големо богатство и на денешно време. А Јов имаше 7.000 овци, 3.000 камели, 500 двојки волови, 500 ослици и мощни многу слуги, да, за да се одгледа толку стока, потребни си многу слуги. И тој човек беше најугледен меѓу жителите на истокот. Еден момент кој што има допирна точка и со ова што го зборевме изутринава, зборевме за корупција, зборевме за корумпирани луѓе. Денеска живееме во век, во време кога луѓето прават се што можат да направат за да дојдат до богатство. Меѓутоа, можно е, Јов потврдува и кажува, ово извештај за Јов ни потврдува дека човек може да биде богат, а да биде исто време и чесен, и праведен, и непорочен. Човек кој што се отстрануваше од злото. И најугледен, вели, меѓу жителите на истокот. Оно што сакам да го истакнам вечерва, како вовет повеќе, да, беше навистина и добар родител, тоа стои во неколкуте следни стихови, каде што тој многу повеќе се грижел и како богат и како таков повеќе се грижел за духовната состојба на своите деца. Гледате што превземал, значи секојаш се молел за нив, се молел за нивно посветување, да не случајно можеби похулиле на Бога, оти често пати знаете, како што велат стиховите, се собирале кај едниот, кај другиот брат, кај сестрите, да на гозби, значи си правеле гозби, таква навика имале. И потоа се случува онаа средба еден ден, кога Божите синови застануваат пред Бога и меѓу нив доаѓа сатаната и од каде доаѓаш на прашањето, овој вели, поминував низ земјата и обиколував, одговори тој, значи некако со фаленички тон, во смисол, од мојата земја, од мојата територија, знаете. Територијата која што ја узурпирал, но со право може да ја нарече негова, затоа што Адам паднал,
еден од Божиите синови, Адам, паднал и му ја отстапил на сатаната на некој начин. И Господ му вели сега, Господ со фаленички тон, може да кажеме. Што вели? Дали го забележа мојот слуга Јов? Значи, твоја е, може би, земјата, ама не си сите твои. Го забележа ли мојот слуга Јов? Нему никој не му е рамен на земјата. И сега истиот извештај од првиот стих. Тоа е непорочен, праведен човек, се бои од Бога и се отстранува од злото. И сега, клучниот момент, што денеска ќе го имаме како предмет на проучување, сатаната му одговара на Господи, му вели, зар Јов се бои напразно од Бога? Со други зборови, Јов ти служи од такви мотиви. Има нешто што го добива од тебе. Има некаква корист, затоа ти служи. Тоа ќе биде централната тема. Меѓутоа, ова сакам да го спомнам исто претходно. Господ многу добро го познава Јов и му го насочува вниманието на ѓаволот, на Јов, на сатаната. Но што мисли, дали сатаната го знае Јов? Да. Па да, и тоа добро. Не сакал да го спомне тука, затоа знаете, идејата му е друга, доаѓа фаленички онака, но и затоа Бог го подсетува на него, а зашто го знае, еве и гледаме тоа стиховите, од ова прашање всушност во 9 стих, сатаната му одговара на Господа, зар Јов не се бои напразно од Бога, зар се бои всушност напразно од Бога, зар не го загради него, неговиот дом и сиот негов имот, има заштита од тебе. Значи, многу добро знае кој е Јов. Сега интересно е што Бог се фали на некој начин со Јов. Бог сака сите да знаат кој е Јов. На Бога му е мило кога има некој праведник, некој кој што е на негова страна, кој што го одбрани неговото име. И добро е да Господ не познава. Меѓутоа, добро е и сатаната да не познава. Во кој смисол? Ако сатаната не познава, тоа значи дека сме некои ситни играчи, односно некои небитни, некои кои што не му правиме проблеми. Или сме, негови. Ајде да ве подсетам на еден стих во Дела апостолски, 19 глава, од едни кои што, сакале да истеруваат нечисти духови. Биле тоа синовите на јудеецот Скева, кој што имал 7 синови. Дела апостолски, 19 глава, од 14 до 16. Тоа го правиа 7 синови на некој си јудеец Скева, главен свештеник, но лошиот дух во одговор им вика на синовите на Скева. Што им вели? Го познавам Исуса. И Павле го знам. Ама кој сте вие? Вас не е познавам. Кој сте вие? Небитни. И потоа дури вели човекот кој што го имал тој дух и ги истерал таму. Човекот на кого беше лошиот дух скокна на нив, ги совлада сите и покажа против нив таква сила, сме зборувале за тоа, знаете, кога човек е обседнат, какава сила може да покаже, што голи и ранети побегнаа од таа куќа, овие синовите на Скева. Кој сте вие? Не ме познавам. Значи, пазите, лоша работа е Господ да не познава, како што нели вели во Матеј 7 глава. Одете од мене вие. Не ме познавам. Дури ако читате во 25 глава на Матеј, и таму и за лудите девојки се вели, им се обреќа, младоженецот им вели, не ме познавам. Но лоша работа и сатаната да не ме познава. Тоа значи дека те некои ситен играч или на негова страна, како што каже брат Коце, не сте му битни, значи. Но Јов е голема фигура. Јов е познат, го знае Бог, меѓутоа и ѓаволот многу добро го познава. И сега прашањето е, тој ти служи од погрешна мотивација. Значи, има нешто, има некој ќар, има нешто зашто ти служи. Зар не го загради неговиот дом и сиот негов имот? Го благослови делото на неговите раце, имотот му се умножи на земјата. Значи, добар бизнес има, супер, моди, токао семејство, се е во ред и ја има твојата заштита. И затоа ти служи.
Ама испружи ја еднаш раката и допри во се што има, ќе те проколне во лице. И видите како Бог е сигурен во Јов. И како на Бога му требаат вакви луѓе, како Јов, како Даниел, како Ное. Бог е сигурен. Му вели, нека ти биде. Добро, така сакаш? Така. Му рече Господ на сатаната, прави што сакаш со се што има, само не кревеа својата рака врз него. И сатаната отиде отпред Господовото лице. И сега е интересно, сатаната бирал ден кога ќе го нападне Јов. Не знам дали сте го забележали. Че не отишел веднаш да го нападне. Бирал посебен ден. 13 стих вели, еден ден, кој ден? Додека Јововите синови керки јаде и пие во куќата на најстариот брат. Додека има една од тие гозбите, знаете како што имале навика да си ги прават. Значи, бирал ден. Зошто? Што правил Јов тогаш? Во 4 стих, неговите синови имаа обичај да даваат неизменично гозби, наизменично кај еден од нив, секој во својот ден и ги повикува своите 3 сестри да јадат и пијат со нив. А ако ќе се изредеа со гозбите, Јов ги повикуваше на посветување. Подрануваше рано наутро и принесуваше паленици за секого од нив. Мислеше кој знае да не сгрешиле нели синовите, да не го похулија Бога во своето срце. Така правеше Јов постојано. Ова исто како и Даниел, постојано, секогаш. Јов го правеше тоа. Се грижеше за нив и се молеше за нив. И пазите, ова е битно. Јов во тој ден кога се моли за своите синови и керки, тогаш се случуваат овие настани. И што се случува? Прво, ѓаволот удира на неговиот имот. Значи, му го ништи имотот, целиот бизнис му го растри. Бизнисот за неколку мига оди на нула. Знаете, сега да не ги читаме оние стикови. Удира на се, на стока, на се. Секавично брзо. Едниот доаѓа, слуга му јавува, вториот, овој дојка зборува, вториот доаѓа. Бизнисот на нула. И сега, предпоставуваме, можеме на Јов му поминало низ глава, тоа кој ги слуша тие вести, добро, отиде бизнисот. Барем имам семејство, ќе одам дома и подкрепа во семејството. Ама со четвртата несреќа, што беше тоа силен ветер, мислам, додека овие се на гозба, што се случува, се руши цела куќа таму, кровот како беше? Твоите синови керки јаде и пие вино во куќата на најстариот брат и ете силен ветер, 19 стих, се хренава од пустината, удри на сите 4 агли на куќата, ја урна врз децата, па тие загинаа, сите 10. Единствено избегав јас да ти јавам. И сега замислите ја ситуацијата. Јов се моли. Зашто го велам овде? Затоа што во 20 стих како почнува? Што вели? Тогаш Јов стана. Јов се молел. Во денот кога Јов се моли, знае дека овие се на гозба и тој се моли за нив. И може да замислиме сега како татко за што се моли, значи, за своите синови и керки. Океј, да не похулат и така натаму. Меѓутоа, што може татко да се моли за своите деца, значи да успеат, не знам, во школување, во ова, во она, се најдобро. И во истиот миг, додека се моли, ја добива веста дека децата ги нема. Готово, отишле. Како да го свати ова човек? 10 деца. Ти се молиш за нив и одеднаш нема зошто да се молиш. И бизнисот ти отиде, ама и децата. Нема ни едно од нив. Каков удар. Јов стана, 20 стих, значи, ја расцепи облеката врз себе, ја избричи главата и падна ничком на земјата, се поклони. Стана, па пак падна, значи. И рече, излегов гол од мајчината утроба и ќе се вратам гол таму. Видите каков однос има Јов. Господ даде, Господ зеде. Благословено да биде Господовото име. Сега си вели, јас се молам, а видите што се случува. Па веројатно, не знам, го немало Римјаните 8.28, ама тогаш напишано, ама да го спомнеме. Се содействува за добро на некои што гледат Бога. Може би си мислел, што за може би било вистинското време Господ да ги земе.
Јас се молам, не се молил за такво нешто сигурно, кој ќе се моли за такво нешто, ама се е за добро. Сигурно се е за добро. Господ даде, Господ зеде. Не похвали, туку вели благословено да биде Господовото име, како Даниел денес. Во такви околности тој знае дека декретот е донесен специјално за него и он со сите прозори отворени клекнува и го благословува Господа. Фала ти Господе за ваквиот царев указ, да кажеме. Меѓу другото, веројатно велел. Какви се овие силни личности, значи каква силна вера имаат во Бога, доверба во Бога. Тоа е она што ги држи. Да изгубиш се буквално и да речеш Господ даде, Господ зеде и да го благословиш Бога и вели покрај сето тоа Јов не сгреши ниту изусти некаква навреда против Бога. Остана таков непорочен. И сега се случува пак уште една средба. И еден ден пак дојдоа Божите синови да застанат пред Господа и меѓу нив пристапи сатаната. И тогаш Господ го прашува сатаната, од каде доаѓаш? Пак истото прашање. Еве, поминав по земјата и обиколив, одговори тој. Тогаш Господ му рече, повторно, дали го забележа мојот слуга Јов? И сега, истиот извештај, ама нешто е додадено. Нему никој не му е рамен на земјата. Тоа е непорочен и праведен човек. Се бои од Бога и се отстранува од злото. Тука е све исто. Тоаш вели, тој е уште постојан во непорочноста. Постојан. Продолжува. Така, како и кај Даниел, истото. Тој е уште постојан во непорочноста. Па ме предизвика испразно, напразно да го пропастам. И сега сатаната што вели тука? Да, така е. Признавам, да, Јов е така. И тука дури може да научиме нешто добри од сатаната, замислите си колку и да звучи тоа парадоксално. Сатаната е толку упорен, доека да ја постигне својата цел, не се откажува. Што вели? Значи, прво, Господ како да му вели овде, дали е совршен и понатаму, дали е непорочен понатаму Јов? Дали бега од злото? Дали се бои од Бога, од мене? Да, така е. Го има бизнисот, го има имотот. Ништо нема од тоа. Ама, што? И понатаму е постојан. И понатаму е непорочен. Значи, не ти служи заради тоа што имал корист од мене, ете. Иако е точно она што кој ѓаволот вели, апа затоа што го заштити. Тоа е точно дека Господ ги штити своите. Има безброј стихови во Библијата. И треба да веруваме во тоа, дека имаме Божјата заштита. Меѓутоа, причината зашто Јов му служи на Бога не е ради тоа. Знаете, денес мноштвото христијани му служат на Бога или од страф од пеколот, да не завршат таму кај што не треба, или пак за нешто пак да добијат, да кажеме. Дури да е тоа, и се сеќавам на прашањето на еден брат таму во Велес, уште на почетокот, ако бев во верата, да ве прашам, дали би му служиле на Бога, така беше неговото прашање, ако вика не ветува вечен живот? Ако нема нова земја, нема тие убавини таму, кој знае како што секи биде, што око не видело и уво не слушнало. Дали би му служили на Бога? Добро, во ред, ама ја сваќате поентата, значи. Да немаш никаква корист. Значи, не е заради корист. Не е заради тоа што нешто добивам од него. Од љубов, чиста мотивација, тоа е тоа што Јов ќе го докаже овде. Тоа е големината на Јов. И сега, значи, ѓаволот не застанува тука и вели, значи, Бог вели, тој е непорочен и правен и понатаму, значи, уште постојан во непорочноста. Сатаната му вели, кожа за кожа, човек ќе даде се што има во животот. Каков е, значи, подол, каков е, никаков, значи, сатаната. Демек, што сега, ќе ги даде, и семејството ќе го даде, и децата, и се, ама него да не го допреш. Уште него. Ама испружи ја рака да допреси до неговите коски и до месото, дали ќе те благослови, ќе те проколне во лице. И Бог е понатаму сигурен, апсолутно сигурен во Јов. Нека ти биде. Нема проблем, еве и тоа. Само не му очепкај животот, иако не може ѓаволот. Мислам, може да предизвика да те убие, ама Господ е тој кој што ја зима душата или
Не. Тоа е тој кој што решава. И сатаната отиде пред Господовото лице и го удри Јов со лути рани од стапалата до темето. Неверојатно. Кој доживел вакво нешто од нас? Лути рани, сега да каже, немало место кај што немало рана, од стапалата до темето. И Јов зеде црепка за да се струже со неа и седна во пепел. Како ли му било? И сатаната е упорен, сатаната не застанува тука. И заборавивме, останала жената. Жива. И ја ќе кажам до овде е, ајде, завршува подосна малку овој дел со неколку стиха подосна, меѓутоа до овде е 2-0 за Јов или за Бог, да кажеме, ама сега и 3-0 ќе биде, а и 4-0. А да се изразиме со спортски речник. Тогаш неговата жена му рече на сето ова што го гледа и не е ни за чудо и вакво нешто да каже, сега да не ја многу напаѓаме жената. Зар си уште постојан во непорочната? Видите кој со кој зборови. Токму оние кои што Бог ги кажува за Јов. Јов е уште постојан во непорочноста. И таа со тие зборови. Зар си уште постојан во непорочноста? Проколни го Бога и умри. Оно што ѓаволот сака да постигне, тоа се неговите зборови. И Јов и одговара, добар одговор, брбориш како што брборат безумните жени. Замислете на човекот што му се случува, изгубил ги изгубил сите деца, на незините зборови тој вели ти си луда. Ти си луда, ама на тоа, на барањето неизино да го проколне Бога. На него му се случува во животот луда ситуација, жената му вели, зарем уште ќе му служиш на Бога? Проколни го и умри. Веројатно бил во таква состојба да едноставно само смртта се гледала во него веќе уште. Со сите тие рани. И тој вели, брбориш како што брборат безумните жени, штом примаме добро од Бога, зошто тогаш да не го примаме и злото? Во сето тоа Јов не сгреши со своите усни. Остана непорочен. И не застанува овде. Сега нема ни многу време, меѓутоа сме зборували порано. На сето ова уште ќе му дојдат и пријателите на Јов. Да. И да го утешат. И добри биле, јас и порано сум зборил на оваа тема, добри биле првите 7 дена, супер биле, значи молчеле. Сочувствувале со него. Ама после отвориле уста, значи ептен го утешиле. Виновен си! Само тоа го слушате од сите троица, па и оној четвртиот, најмалиот, кој што цело време као молчел, гледал ситуација, па сега на крајот ќе се прави најпаметен он. Сите всушност 4 како да унисоно, како да велат виновен си, имаш некаква вина, затоа ти се случуваат овие работи. Не е што си сгрешил пред Господа, не случајно овака ти се случува. Јов немал поим, пазите, ние како современи, никој не сека нели да има ова улога на Јов, ова да му се случи, меѓутоа поуката е таа што треба да извлечеме дека нашата единствена вистинска мотивација да му служиме на Бога е од љубов, а не од нешто, корист или било што. Ќе дојдете во црква, ќе се крстите и ќе добиете, не знам што ќе пара пуна вреча, како беше. Или било што. Така има цело движење во Америка, prosperity preaching. Така го викаат. Демек, само вие верувате во Бога, и пари, и секи има. Живот. Значи, што сакав да кажам, ова се тешки удари што ги доживел Јов и останал постојан, останал непорочен, не похулил на Бога, туку уште и го благословува и верува во него дека со причина сето тоа се случува, иако е
ова неверојатно тешко, значи едно дете ќе изгубите или не знам, нешто, дело од имотот ќе го изгубите, па не знам, удар, било што, ќе ве стрефи или не знам, тешко поднесуваме ние работи, значи, на емоционално поле посебно, значи. Многу тешко. Ние сме наистина далеко од Јов, но на Господа му требаат вакви луѓе. Во ова последно време кое што живееме, значи, имаме слична вест, како што кажавме, како и Ное, за мнозина нелогична. Живееме во времето на она време кој што го пророкувал Даниел и може да се случи да ни биде во опасност животот утре од разни укази царски и така натаму, како што знаеме, и такво нешто не очекува. Не дај Боже, може и вакво нешто да не се случи, вакви удари, да изгубиме дел од семејството да го изгубиме, било што и да... Меѓутоа, мора да имаме тесна заедница со Господа и цврста вера и доверба во Него, дека се што се случува, тој дозволува со причина да се случува. Заборавив да спомнам претходно, го изгубил цело семејство и му останала жената, од која што веројатно очекувал подкрепа, поддршка. Од кого неако од супругата, значи, со која што делил се. Но не ја добил. Многу битно исто во вакви моменти да било каква поддршка, никаква поддршка не добил, буквално ни од жена, ни од пријателите, кажавме како се однесувале. Во каква ситуација и сето тоа да го преброди, да остане чист, непорочен до крај. Слава на Бога. Значи, тоа е Јов. Гјаволот паднал на ова, се покажало, она што е вистинското, она што беше главното прашање за вечерва, од која причина му служиш на Бога? Јов му служише чисто од љубов. Ништо друго. Се покажа тоа во неговиот живот. Можеби ние ќе бидеме на некој таков тест ставени. Ние сме во предност, да тоа сакам да го кажам. Ние, ајде како современи Јовови да кажам, иако никој не сака да има улогата на Јов, ние сме во предност на Јов, затоа што Јов немал поим што се случува горе на небото, дека ѓаволот и Бог нешто се обкладуваат, да не кажам така под наводници. Меѓутоа ние знаеме дека ние знаеме за големата борба, ние знаеме што се случува околу нас. Ние сме во голема предност во однос на сите луѓе денес и во однос на Јов пред се. И не треба да бидеме изненадени. Може да се случи ваква ситуација слична, не дај Боже, меѓутоа што чудно да бидеме ставени во една ваква ситуација. Затоа што идат времења кога ништо чудно, дури овакви појави се почисти и почисти се. Најчесто од тоа загинали и децата и стоката и се добро. Во ред имате два напади од божечки племиња овде, кои што му ја убиле стоката, меѓутоа имате и временски непогоди, кои што се повеќе ги има на планетата. Се може да се случи, се може да очекуваме, живееме во последните времења, дека Господ ни помогне да црпиме позитивна енергија, да црпиме вера од овие големи луѓе, како денеска што го видовме Даниел и Јов вечерва. Нека му е слава на Бога и нека ни помогне да се одржиме и ние во нашите животи, да му останеме непорочни и праведни до крај, да му служиме. Нека му е слава нему. Амин.